Повеќе од 2,5 години живееме со COVID-пандемијата, која што остави сериозни последици по здравјето на граѓаните. Првите соеви, алфа и делта, предизвикаа бројни невролошки компликации кај заразените и тоа најчесто рефлектирајќи се со губење на чувството за мирис и вкус, што не беше случај пак со сојот Омикрон. Прелиминарните светски студии јасно покажуваат дека бројот на невролошки компликации при COVID-19 постојано се зголемува. Лекарите велат некои од тие компликации се јавуваат многу брзо, односно дури и по 2 недели по прележување на болеста, а некои можат да се јават дури и по 1 година од прележување на болеста. Кои се најчестите пост-ковид невролошки компликации, како се третираат истите, тема на разговор ова утро со неврологот доктор Марија Милановска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Иако на почетокот на COVID-пандемијата се мислеше дека COVID-19 не предизвикува невролошки проблеми, последните податоци од искуството на невролозите ширум светот говорат дека бројот на невролошки компликации при COVID-19 постојано се зголемува. Оние трудови кои што беа работени периодов проценуваат дека до 36% од лицата заболени од COVID-19 имаат невролошки манифестации. Каде ги наоѓате причините за една ваква појава? Генерално, SARS-CoV-2 вирусот представува респираторен вирус и кога ќе навлезе во човековиот организам преку респираторниот, односно дишниот систем, освен проблеми со респираторниот тракт, кардиоваскуларниот систем и хематолошкиот систем, предизвикува така наречени системски инфекции, кои што индиректно може да го засегнат и мозокот, односно централниот па и периферниот нервен систем. Начинот на засегање на мозочното ткиво, како централното, така и на периферното, предизвикано од страна на SARS-CoV-2 вирусот, може да биде на два начини. Првиот е преку навлегување на вирусот преку респираторниот систем и предизвикување на така наречени системски реакции, кои што го засегнуваат и централниот и периферниот нервен систем, кога настанува како резултат на отежнато дишење, така наречена хипоксично-исхемична енцефалопатија, која што всушност представува страдање на мозокот за кислород, кога настануваат секундарни реакции кои што се пред се поврзани со когнитивните функции, меморијата, претераното чувство на замор, немањето концентрација, неможноста за извршување на така наречени екзекутивни функции и мултитаскинг, а од друга страна и директното влијание на COVID вирусот не треба да биде занемарено, затоа што во некои регии од мозокот постои експресија на така наречени АЦ рецептори, тоест рецептори за ангиотензин конвертирачкиот ензим, кои што се примарно експримирани во респираторното ткиво и во крвните садовни, односно кардиоваскуларниот систем, меѓутоа ги наоѓаме и во централниот нервен систем и тие вршат директно влијание врз мозочните функции и начинот на кој што една единка која што е инфицирана со SARS-CoV-2 функционира. Сега од оно искуство кое што го имате досега, кои се оние најчести пост-ковид невролошки компликации со кои што се соочуваат невролозите во овој така наречен пост-ковид период? Така. Најчестите, односно иницијалните симптоми кои што се јавуваат после примарната инфекција со вирусот се вообичаени, ние ги среќаваме во секојдневната невролошка пракса и не се толку атрактивни за нас како доктори, меѓутоа значени се за пациентите. Тоа се проблеми со меморијата на краткорочен период. Се разбира, тоа не значи деменција кај пациентите. Намалена концентрација, намалена вигилност, намалено внимание, чести се главоболките, кои што според своите карактеристики се типични главоболки од тензионен тип. Најчесто пациентите кажуваат дека имаат главоболки во вид на стегање и притисок во пределот на челото, слепочниците, поретко се јавуваат главоболки во супокципиталниот, односно задниот дел на черепот. Понекогаш се јавуваат и главоболки кои што се слични на мигренозните главоболки, кога пациентите освен интензивната главоболка се преосетливи на светлина и звуки и имаат потреба да се изолираат во темна тивка просторија за да помине главоболката. Карактеристичен симптом кој што прв се појави и беше атрактивен за нас невролозите е губењето, односно намалувањето на сетилото за мирис и вкус. Многу од пациентите долго време после иницијалната инфекција со COVID-19 се оплакуваат дека имаат симптоми на променето чувство на вкус, стручно наречено какосмија,
го карактеризираа како чувство на непријатен мирис, најчесто како сензација на изгорена гума, потоа намалено, односно променето чувство на вкус, најчесто имаа субјективно чувство на метален вкус во устата, алтерација на разните вкусови, како што се солено, луто, сладко, кисело, така да тоа се најчестите симптоми во првите денови после инфекција со COVID-19 и се релативно лесни за менаџирање од една страна, а од друга страна се добро чудни на некој начин, затоа што не се животно загрозувачки. Од друга страна, симптомите кои што се поврзани со системските засегања на организмот како резултат на инфекција со коронавирусот, може да бидат животно загрозувачки на долгорочен план, да бидат предизвикувачки тешки за третирање. Имајќи го предвид фактот дека коронавирусот врши нарушување на коагулациониот систем, кај многу од пациентите се детектираше зголемено ниво на така наречени D-димери во крвта, кои што влијаат на така наречената хиперкоагулабилна состојба и формирање на така наречени микротромбози, односно емболии, кои што преку крвотокот патуваат до крвните садови на мозокот и предизвикуваат мозочни удари, како исхемични, така и хеморагични, кои што може да бидат животно загрозувачки и тие не бираат возраст. Можеа да се видат и кај повозрасни, меѓутоа и кај помладата популација. Споменавте уште дека на почетокот на пандемијата голем број на граѓани се соочија токму со губење на сетилото за мирис и вкус за време на заразата со COVID-19. Она што верувам дека ги интересира многумина е можно ли е трајно оштетување на овие сетила токму како последица на коронавирусот? Не би можела да кажам дали е можно трајно оштетување, меѓутоа перзистирање на таквите симптоми на долгорочен план е можно, затоа што и јас во секојдневната пракса во амбуланта се среќавам со пациенти кои што од иницијалното заразување со коронавирус до денешен ден, а поминале на пример 6 месеци или 12 месеци или повеќе од година, се уште имаат проблеми со сетилата за мирис и вкус, додуша не толку изразени како на почетокот, меѓутоа се уште не е вратена функцијата на тие сетила. Во каква корелација се клиничката состојба на заразените со COVID-19 и оние пост-ковид компликации кои што се појавуваат по прележувањето на болеста и во кој временски период може да се појават компликации со невролошкиот систем токму кај пациентите со COVID-19? Компликациите, невролошките компликации, пост-ковид компликации најчесто се јавуваат после првиот месец од заразата, значи во првите 3 до 4 месеци од заразата се јавуваат тие така наречени пост-ковид компликации и најчесто се од хроничен карактер. Пак би споменала хроничната главоболка, хроничниот претеран замор кој што се јавува при минимална физичка активност, проблеми со сонот, односно појавата на несоница, а овде ви ги во склоп на тие неврокогнитивни растројства ми ги споменала и психијатриските проблеми од типот на анксиозност, депресија, понекогаш психози или делириум, во зависност од тоа каква е тежината, каква била тежината на клиничката слика, дали пациентот го прележал вирусот во домашни услови, дали бил хоспитализиран, која е животната доба на пациентот, дали станува збор за помлад или повозрасен пациент и каква е неговата здравствена, односно медицинска состојба, тоест дали има коморбидитети. Пациентите кои што се во ризичната беа, во ризичната група и се уште се во ризична група се пациентите над 65 годишна возраст, пациенти кои што се обезни, односно гојазни, кои што имаат хронични заболувања од типот на шеќерна болест, висок крвен притисок, други придружни кардиоваскуларни заболувања, сето тоа пациенти кои што се во ризичната група и кај кои што невролошките симптоми може да перзистираат подолг временски период. Дури оние пациенти кои што имале преегзистирачки невролошки заболувања од типот на хронични дегенеративни заболувања, заболувања на централниот нервен систем кои што го инволвираат невроимуниот систем, исто така се поподложни за појава на невролошки компликации кои што може да перзистираат подолг временски период и да ја влошат веќе постоечката невролошка симптоматологија. Што е со оние пациенти кои што претходно имаат некаква невролошка болест и какви компликации остава ковидот кај нив? Така, токму тоа
го споменавме пред малку, значи многу поголеми се шансите да тие невролошки пост-ковид компликации бидат уште повеќе изразени, да перзистираат подолг временски период и всушност да искомплицираат основната невролошка слика доколку пациентот претходно имал некое невролошко заболување. Најчесто се тоа болести од типот на невродегенеративни заболувања, атеросклеротски промени на мозокот, проблеми кои што се поврзани со меморијата, пациенти кои што имаат Алцхајмерова болест, деменција, проблеми со крвните садови на мозокот. Така да, тоа се пациенти кои што имаат поголеми шанси да развијат потешки невролошки компликации и истите да перзистираат подолг временски период. И како невролозите во овие моменти ги третираат пост-ковид невролошките последици кај пациентите? Дали е потребно да се коригира нивната терапија, да се дадат упати за евентуална корекција или пак да станува збор за некакво приспособување на стилот на живот по прележувањето на COVID-19? Така, се од ова што кажавте влегува во предвид и се зависи од тоа за каква невролошка компликација станува збор. Доколку се работи за компликации поврзани со циркулаторниот систем, односно исхемични или хеморагични мозочни удари, тогаш пациентите мора да бидат хоспитализирани и поставени на акутен третман, кој што пред се ќе биде насочен во животно згрижување на пациентот, а понатаму последиците кои што се хронични и не се животно загрозувачки ќе се третираат на хроничен план со адаптирање на животните навики, со промена на животните стилови, поголема физичка активност, редовно земање на терапијата, редовни контроли кај докторите и ставање на хроничните состојби под контрол. Доколку станува збор за состојби кои што и како може да го нарушат квалитетот на животот на пациентот, но не се животно загрозувачки, од типот на несоници, хронични главоболки, промени во расположението, анксиозност, депресија, истите се третираат на истиот начин симптоматски како што ги третираме и останатите пациенти кои што немаат пост-ковид секвели. И колку долго може да трае фазата на закрепнување кај пост-ковид невролошките компликации кај пациентите, што вели искуството досега? Така. Се индивидуално. Барем моето искуство кажува дека се индивидуално и се зависи од пациентот и неговите ризик фактори. Тоест факторите кои што може да бидат модифицирачки и немодифицирачки. Немодифицирачките фактори, полот, возраста, тука не можеме да влијаеме, меѓутоа стилот на живот, начинот на исхраната, физичката активност, умствената, интелектуалната активност се фактори на кои што можеме да влијаеме, да ги подобриме животните навики и на тој начин да ги ублажиме последиците од пост-ковид компликациите. Сосема накусо на крајот на разговорот, дали овие пост-ковид компликации, од овие пост-ковид компликации се погодени само по возрастните или пак и младите треба да спаѓаат впрочем во овие ризични групи, на што особено треба да обрнат внимание и каде впрочем треба да се обратат сите оние пациенти кои што се сомневаат на симптоми на пост-ковид невролошки компликации? Ковид вирусот не ги поштеди ниту по младите, за повозрастните особено, знаеме, особено. Нема возрастна граница каде што може да се појават компликациите од COVID-19, кога станува збор за невролошките компликации. Имало пациенти кои што доаѓале во амбуланта под 20 годишна возраст, кои што имале сериозни невролошки компликации. Веќе за повозрастната популација е очекувано, меѓутоа изненадувачки беше тоа што кај млади индивидуи, навидум здрави, се јавуваа сериозни невролошки компликации. Кои што впрочем до тогаш и немале некаква историја на невролошки заболувања. Немале историја на не само на невролошки, туку на било какви заболувања. Имало и такви кои што имале коморбидитети и ризик фактори, меѓутоа имаше пациенти кои што навидум здрави, без никаков ризик фактор, развиваа акутни невролошки компликации. Во поглед на тоа каде треба да се обратат, доколку приметат било каков пост-ковид симптом поврзан
со невролошка симптоматологија да се обратат во најблиската невролошка амбуланта каде што може да поразговараат и да добијат конкретни информации и насоки за понатамошниот третман. Секако превенцијата е најважна во заштита на нашето здравје. Доктор Милановска, благодарам за одвоеното време и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Иако пандемијата на COVID-19 се намали некако на глобално ниво, сепак останува будно да ги следиме сите оние последици кои што истата ги остави. Благодарам. Благодарам уште еднаш, ние ќе се видиме во наредна прилика.